Почитувани, следејќи и катастрофалните состојби на сите нивоа во државата, така и во образованието се случуваат нови порази. Насекаде се предлагаат мерки за олабавување на рестрикциите поради корона кризата, но студентите се уште посетуваат онлайн настава, имаат онлайн вежби и полагаат онлайн испити. Некои студенти ќе завршат 3 години, што значи ќе се стекнат со диплома без ниту еден ден настава во живо, без развој на односот помеѓу професор, асистент или колега. Исто така, постојат исклучоци, односно нема унифицираност на наставата, затоа што неколку средни училишта продолжиле со онлайн настава, иако сите други работат со физичко присуство. Министерот за образование е должен да одговори која е причината и зошто има вакви исклучоци. Дополнително, Министерството треба да одговори дали го следи незаконското постапување на Државниот испитен центар и зошто молчи кога веќе неколку месеци не се организираат испитите за назначување на раководни кадри во образованието. Дали повторно со ваквиот однос се докажува дека за оваа власт политиката е длабоко вкорената во образованието. Почитувани, за крај, потврда дека образованието е на последно место на приоритетите на оваа влада, видовме и на Шангајската листа, каде Универзитетот Кирил и Методи се најде на 1944 место, што е пат за 27 места споредено со минатата година. Универзитетот Кирил и Методи е на листата позади Белград, кој е во првите 500 универзитети, позади Загреб, Љубљана и бројни други факултети од регионот. Што се случува? Има ли укин воопшто ректор и ќе понесе ли некој одговорност? Почитувани граѓани, образованието е столб на државата и образованието е тоа кое обезбедува просперитет. За жал, на оваа влада на СДСМ и ДУИ тоа ништо не им значи. Низата на лоши политики во образованието никако да запре. Ви благодарам.